Тешки телесни повреди е билансот за двајца повредени од сообраќајката што се случи утринава на 5-тиот километар од магистралата Штип-Радовиш. Во критичниот момент комбе марка Citroen со виничка регистрација движејќи се од правец Радовиш кон Штип, од засега непознати причини преминало на другата страна на коловозот и директно удрило во камион фургон марка Fiat со штипска регистрација. Како последица од силниот удар, причината е голема материјална штета, а обајцата возачи, едниот од Виница, а другиот од Штип, се здобиле со тешки телесни повреди. За нивно извлекување од уништените возила интервенирала и Штипската противпожарна екипа. Повредените итно се пренесени во Штипската клиничка болница. По укажаната лекарска интервенција, истите се задржани на ортопедија и хирургија, со скршеници на екстремитетите и градниот кош за понатамошно лекување и се вон животна опасност. Сообраќајката предизвика застој. При вршењето на увидот, полицијата на една коловозна лента наизменично ги пушташе возилата што доаѓаа од обата правци. Возачите тврдат, овој дел од патот Штип-Радовиш е мощно ризичен за возење. Имаше една сообраќајка тоа од Радовишани, па беа се клизнале, тоа демек наводно истечело вино, тоа беше едно време. Значи брзината? Па сега, најверојатно брзината ќе, што ќе друго. Патот дека не се направи. Ќе биде небезбедна? Нормално, возат и запажни коли, пазарџи денеска, утре и така. И брзо? Не, за брзо да не збореме. Па опасно е, не е обележано, нема ленти, на многу кратко време има предупредување од работници, значи не е доволно временски определено, например, за те извести дека има опасност. Да нема вакви и слични несакани ситуации, возачите препорачуваат. Препорака, четирите да си ги отвориш, па така да се вози, друго јаче како. Препорага да намалат со брзина и поголемо внимание и известување на повеќе места. Поголема километража за известување. По неколку часовниот увид, сообраќајот на оваа делница е нормализиран.